Добар ден, почитувани, започува најновото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Педиатрите често се среќаваат со прашања на родителите поврзани со формата на главата на нивното бебе. Понекогаш таа е симетрична или сплискана на едната страна, а ги загрижуваат и оние делови на главчето кои што се меки ке новороденчето. За сето ова денеска ќе зборуваме со доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедска хирургија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Зошто главчето на новороденчето и воопшто на бебето во првите месеци, односно во првата година, е меко на одредени делови? Што се тоа фонтанели? Така, тие меки делови на главчето на детето ги нарекуваме фонтанели или меки точки. Ги има неколку, една голема предна фонтанела, една помала задна фонтанела и она што родителите помалку го знаат, уште има и два пара странични фонтанели, сфеноидна и мастоидна, кои што основна функција имаат да овозможат нормално породување на детето при поминување низ родилните канали, затоа што коските се уште не се споени со коските на главата, не се споени со коскено ткиво, туку е тоа една фибромембранозна сврзна структура која што возможува тие коски да се движат. И природата така убаво го осмислила да тие коски при поминување низ родилните канали може да се преклопат или да се поместат, се со цел за безбедно да помине детето низ родилниот канал, а главчето при тоа и мозочето да не бидат оштетени. Значи, втората функција е заштита на мозочето во главата. Така, затоа кога ќе се родат бебињата, новороденчињата понекогаш имаат чудна форма на главата. Да, токму така. По некој ден се нормализира таа состојба. И по некој ден се нормализира. Дури може некогаш веднаш после раѓањето кај некои дечиња дури и да бидат многу мали фонтанелите, значи тие меки точки, затоа што посебно кај децата кои што се спонтано породени. Затоа што коскичките ја завзеле таа позиција да поминат низ родилниот канал, меѓутоа кога детето ќе се извади веќе од матката, има доволно простор, ќе се расшират, да кажам, сите структури, коскичките ќе ја завземат таа позиција на заштита, да кажам, и на отвореност, и фонтанелата ќе се појави во незината вистинска големина. Баш така и големата ја викаме голема заради тоа што е поголема во однос на малата, и ти имаат одреден период до кога би требало, да кажеме, да се затворат. Така, колку време им е потребно да се затворат? Различно на секоја фонтанела. Најчесто задната фонтанела се затвара до кај 3-тиот или 4-тиот месец. Предната фонтанела се затвара помеѓу 9-тиот и 18-тиот месец, но имам еден мал процент на деца кај што се затвара и до 20-тиот или 22-тиот, па дури некојаш и 24-тиот месец. Страничните фонтанели, предната се затвара помеѓу 6-тиот и 18-тиот месец, задната се затвара исто така до кај 3-тиот, 4-тиот месец, како и задната фонтанела. Така, зошто педиатрите и воопшто ортопедите при прегледите на новороденчињата и воопшто на бебињата ги проверуваат фонтанелите? Дали е тоа важно? Важно е, да. Во педиатрискиот и во ортопедскиот преглед спаѓа меѓу другото и преглед на фонтанелите, ширината на отвореноста. Во суштина се следи развојот на детето и растот во првата година, посебно во првите неколку месеци, кога меѓу другото не само фонтанелата се мери обимот на главчето, за да се види дали детето пропорционално расте или колку надава во тежина и во висина следствено секој месец. Фонтанелата ја прегледуваме за да видиме меѓу другото дали има некакво отстапување, дали е многу испакната или е многу вдлабната. Ако е многу вдлабната, тоа посебно, како да кажам, и на педиатрите има од значење, значи може да ни укаже дека детето е дехидрирано. Посебно кога има температура висока, повраќа, има проливчиња и така натаму, тоа е еден од показателите дека детето значи му недостасува течност. Исто така кај деца подхранети, значи недоволно ухранети, исто така може да биде вовлечена предната фонтанела. Некогаш може да биде испакната. Таа може да варира во текот на денот, некогаш малку поиспакната, некогаш малку поповлечена. Обично кога детето плаче многу, возбудено е, игра, се смее, фонтанелата е малку испакната и дури може да пулсира и родителите некогаш се плашат. Дали е опасно пулсирањето? Не, тоа не е особено опасно. Ги загрижува. Зошто пулсира фонтанелата кај бебето? Фактички, бидејќи е тоа мека мембрана, ни ги предава пулсациите на мозочните крвни садови и ги чувствуваме, практично срцевите пулсации, преку фонтанелата.
воопшто не е страшно, а нормално е кога детето спие или кога е огладнето да биде во ниво на коските или можеби некогаш дури малку вовлечена. Таа ни е меѓу другото и прозорец кон мозокот. Многу е битно фонтанелата, посебно кај некои дечиња кај што прематурите, например, прирано родените деца, тоа е влез преку кој што може со сонда од ехоапаратот да се прегледа мозокот. И тоа е многу добра работа, значи не треба некакви инвазивни методи да се прават, нити е болно, нити е штетно за детето, а може лекарот да го прегледа мозочето, дали има некаква аномалија, како се развива, дали има крварење и така натаму се друго што се следи, да кажам, кај одредени пациенти. Родителите се плашат да не го повредат мозочето на детето преку фонтанелите. Можно ли е тоа? Не е можно баш така лесно. Значи, тоа не е таква мека, толку мека обвивка. Таа е баш сврзно, дебело сврзно ткиво и не може така само со притискање лесно да се повреди фонтанелата. Значи, треба тука силен притисок за да се повреди, да кажем, нешто, некаква структура внатре. Така да не треба да се плашат родителите, нормални манипулации со детето, не треба некоја посебна нега во тој дел на главата да се прави, значи се е нормално како што и за останатиот дел од главчето. Некој смета дека цело време детето треба да носи капче заради фонтанелите кога го изнесуваат надвор? И тоа нема логика? Не баш, нема. Децата дури не сакаат капа. Најчесто не сакаат и реагираат. Затоа што тука главата е и во првите месеци доста поголема во пропорциите во однос на другиот дел од телото, па тоа е дел кај што тие одаваат температура и така си ја регулираат сопствената температура кога им е топло, да кажам, или ладно, и посебно кога им е топло, воопшто не поднесуваат капа, уште капа да им фали. Ајде да ги вклучиме гледачите во овој дел од програмата, нека биде овој дел контактен, 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Верувам дека е интересна темата и дека ќе имаме доста гледачи со нивни прашања. Сакав само кратко да додадам дека зборот фонтанела баш доаѓа од францускиот збор деминутив од фонтана заради пулсациите што се чувствуваат преку. Тоа говори колку е нормално. Да, тоа говори колку е нормално, да, таа состојба. Што е со затворањето на фонтанелите? Се случува ли некогаш прерано да се затворат? И која е причината за тоа? Дали преголемиот внес на витаминот Д може да биде причина? Родителите најчесто тоа стравуваат. Доколку дадам преголема доза на D3 капки, дали ќе се затвори прерано фонтанелата? Начално не. Фонтанелата, да кажам, има некои рамки во кои што очекуваме да се затворат. Меѓутоа, тоа не се такви фиксни и цврсти граници. Секој дете е посебно, неговиот развој на некој начин е индивидуален и секогаш малку се разликува од некој друго дете, па дури и кај близнаците никогаш тоа не оди во исто време се така. Да. Значи, фонтанелата ние кажуваме, например, еве предната треба да се затвори помеѓу 9-тиот и 18-тиот месец. Меѓутоа имаме дечиња кај кои што фонтанелата може и порано да се затвори малку, да кажеме во 7-тиот месец. Но таа не е единствена, како што кажа фонтанела предната, имаме и други фонтанели, и шавовите кои што постојат на главата не окоснуваат уште многу долг период, така да главата ќе расте во големина до подолг период. Значи, окоснувањето почнува дури после втората година, затоа што мозокот во првите 2 години уште има експанзивен раст, значи расте во волумен и коските на главата тоа треба да го овозможат и го овозможуваат. Тоа не значи дека ако се призатвори предната фонтанела дека ќе се случи некаква пречка. Има такви ситуации, меѓутоа тоа се навистина многу ретки. Во една статистика најдов, значи дека и во целата детска популација 1% од децата предната фонтанела им се затвара во 3-тиот месец без никаква последица. Так. Значи и тој 1% од деца е поголем број од сите патолошки други состојби кои што би се сретнале во таа детска, да кажам, новороденачка популација. Така да родителите не треба веднаш така, како кажам, панично да реагираат. Сепак се тоа некои состојби нормални, а иако се затвори, тие доаѓаат еднаш месечно на контрола.
се мери обимот на главата или да кажеме еднаш во месецот или еднаш во 2 месеци. Ако детето пропорционално расте, има уреден моторен психички развој, значи апсолутно нема простор за загриженост и капките Д витамин не треба да се прекинат. Значи можеби еве ќе се намалат во одреден период во растот, меѓутоа нема оправдание комплетно да се исклучат. Така, имаме гледачи на линија да ги вклучиме со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака имам едно прашање за докторката. Имам бебенце од месец и пол. Пред некое време качи температура и предната фонтанела и беше благо испакната. Бевме на педијатар, ни даде антибиотска терапија, се уште прима ампицилин. Сега прашањето ми, бебето си е весело, си цица, си гледа, си мрда, ама фонтанелата пак ми стои благо испакната над кошките. Дали има опасност од овој мозочниот притисок да е зголемен, дали има потреба од ехо на главчето и слично? Така, ви благодарам што се јавивте. Начално нема, значи нормално е при воспаление, да кажем, кога, како што и претходно кажав, кога детето има покачена температура, кога плаче, кога цица, фонтанелата благо да е испакната. Дури како да кажем и во рете, значи детето е добро хидрирано, немаме губиток на течности покрај тоа што има температура, превземени се сите чекори што треба да се направат, така да нема простор за загриженост, да. Имаме уште еден гледач на линија, ќе го вклучиме во програма. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас би сакала само да ја поздравам докторката. Таа е најдобриот ортопед во Македонија. Можат на неа слободно да се обраќаат сите кои што имаат проблеми со ортопедијата во детската возраст, но исто така би сакала и да им посочам на сите возрастни лица да се обратат до докторката, се што имаат, значи, било какви проблеми ќе се обратат на најдоброто место и докторката ќе им даде совет, ќе на најубав можен начин и тие ќе имаат голема полза од неа. Така, ви благодарам. Ви благодарам што се јавите, навистина прекрасни комплименти. Да, ви благодарам. Ќе се задржиме сега и на онаа друга состојба кога има дефицит, односно недостаток на витамин Д. Дали тогаш се развива рахитис? Дали првите знаци се забележуваат токму на черепот, односно кај фонтанелите, тие стануваат помеки и слично? Во првата година зборуваме најчесто за недостаток на Д витамин, состојба кај што можеме да видиме дека нештото се случува преку коските на черепот, значи стануваат меки и се јавува еден феномен, ние го викаме на пинг-понг топче. Кога ја стиснеме главичката на детето, значи прстите ни пропаѓаат и се враќаат како еластични назад. Значи омекнати се коските на черепот заради тоа што организмот го зима Д витаминот од таму и калциумот, да кажам, од таму каде што не му е во моментот најопходно за да го искористи за други функции кои што му се нужно неопходни. И заради тоа доаѓа до омекнување на главчето. И ние тоа преку прегледот го гледаме. Да, го констатираме и тогаш кажуваме треба да ќе направиме можеби некаква лабораторија, некакво иследување и ќе кажеме на родителите што понатаму треба да се направи. Значи тоа може да се случи и кога не мора да е, не знам, рахит во прашање. Значи може самиот дефицит на витаминот Д да доведе до тоа. Да, значи детето на пример имаме дечиња кои што многу брзо на пример помеѓу вториот и петиот месец напредуваат во тежина и во висина. И тој експанзивен раст, значи го користи Д витаминот, организмот си го користи, едноставно како што реков го повлекува од резервите и тогаш доаѓа до омекнување на коскичките. Не мора да се зарамнети, значи може само да се омекнати. И кажуваме на родителите дека треба да додадеме, да кажеме, Д витамин. Некогаш паралелно може да биде и главчето сплескано. Плагицефалија, да кажеме, го нарекуваме. Меѓутоа, тоа може да биде и позиционо. Значи детето има прво во самата матка некоја позиција која што долг период ја имало и едноставно понатаму постојано сака да се мести на таа страна. Ако не се обрне внимание, детето постојано лежи на едната страна и едноставно главата се сплескува и како и да го наместите, стално повторно се врти на таа страна. Повторно ќе се заврти бидејќи рамна на рамна површина си се поклопуваат.
и треба да им скренеме внимание на родителите дека детето, да кажеме, лежи за рамнето е главчето, дека треба да се менува позицијата. И на една... Ќе го фатиме целиот дел со главчето, само да ги вклучиме гледачите кои што можно е да се јавуваат за поврзано со темата фонтанели. Добро. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте вклучена, повелете? Кој е вашето прашање? Би сакала како прво да ја поздравам докторката и да ја прашам колку таа го препорачува како нов производ витаминот D со омега 3 после третиот месец кај бебенце. Така, ви благодарам што се јавивте. Тој е понов препарат сега на пазарот, на вистина од пред некој месец. Се уште немам доволно искуство, иако статистиките покажуваат дека омега 3 масните киселини се битни за развој на мозокот, да кажам, и затоа е направена таа комбинација омега 3 со D витамин, бидејќи се двете работи неопходни во растот и развојот на детето. Мозочето, реков дека до втората година се уште е во формирање и во големина расте. Така да во производителот во таа смисла ги обединил двете работи. Не дека ако не се вклучи ќе се, како да кажам, ние со години не сме имале таква комбинација, нити се практикувало наназад, посебно во првата година да се вклучи омега 3 масни киселини, меѓутоа нели се оди напред и сознанијата одат напред, па се смета дека омега 3 масните киселини помагаат во развој на основните функции во организмот, меѓу кои и на мозочната. Инаку кои се најчистите препарати кои што се препорачуваат кај бебиња? D3 капки и D3 капките, да. Значи D3 капките ги има повеќе производители има како воден раствор и како масен раствор. Сега се дава D3 со K1 до третиот месец заради превенција на мозочно крварење, потоа се поминува само на D витамин. И пак ќе кажам, значи како маслен раствор, тука се вигантоло, D3 бебитол и други некои производи, и D3 напливит капките, тие се воден раствор. Вообичаено тој го даваме кај помалите бебиња, кај што уште не е созреана функцијата на црвниот дроб, па се нешто полесни за метаболизирање, иако D витаминот е растворлив витамин во масти и како таков треба во масен раствор да се даде, затоа што е поискористлив од страна на организмот во таква форма. Така. Да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Сакав прашање до докторката, две прашања имам. Кај новороденчиња, односно до едногодишна возраст, колку интернационални единици е дозволено витамин D да се конзумира, нели дневно? И истото се не се имам синче од 5 годишна возраст, колка број на интернационални единици исто и кај него е дозволено. Исто веќе кога претходно кога напоменавте за сплескано главче. Да, дали има ортопедска педница која што би можело да помогне да се развие главчето во правилна форма. Така, ви благодарам што се јавте. Вториот дел од емисијата ќе го посветиме токму на тоа, на формата на главата на сплесканото главче. Првиот дел беше за колку единици. Да, тоа многу често прашање во овој период од годината, колку е потребно кај едногодишно дете и 5 годишно, ако не се лажам. Вака сега, во првата година се дава без разлика зиме-лето витамин D3. Затоа што е многу неопходен за развој и раст на детето. После тоа, да кажеме, кај школските деца и кај малите деца, во периодот на заладување, од октомври-ноември до април-мај. Минимумот на единици што треба да се прими кај малите деца е 400. Меѓутоа, тоа е многу малку, посебно за деца кои што се внатре, повеќе, вообичаено даваме помеѓу 800 и 1200 единици. 2 капки вигантол, например, има 1000 интернационални единици. И треба да се погледне на препаратот, значи да кажеме една капка колку има. Во мултивитаминските сиропи, кои што се исто така препорачуваат, да кажеме заради имунитет и така натаму, количината на D витамин е многу мала. И вообичаено треба да се додаде. Така, значи 50 единици дали е некогаш ни толку нема.
Кај 5-годишно дете, например, и 2000 единици да дадеме, е добра дозираност, значи нема да сгрешиме ако дадеме малку повеќе, отколку ако дадеме малку помалку. Значи, вообичаено, кај бебињата даваме од 800 до 1200, кај поголемките деца даваме некаде околу 2000-2500 единици. Така. Во однос на перничето за корекција на сплескана глава, можеме да се задржиме во вториот дел од разговорот. Гледачката тогаш ќе ги добие сите одговори. Ајде да ги вклучиме, имаме уште двајца гледачи на линија, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Најпрво поздрав до докторката и до селото. Ме интересира капки, јас сум баба на една 15-месечна внучичка, за колку треба да продолжиме да ги даваме капките во вид на ампули, што се. Така, ви благодарам што се ефте, делумно одговоривте на ова прашање, че 15-месечно дете во вид на ампули даваат капки? Тоа е, пак ќе кажам, понов препарат на пазарот, тие се во вид на мали капсулки, како гумени се, за едно давање се предвидени, се кине врвчето и може директно право во устичка да се даде, а ако им е незгодно на родителите, може и на лажиче со малку млеко. Ако е дозата, да кажам, соодветна, може да се дава како што кажавме. За, например, ако ова дете сега има 15 месеци, но веќе сме влегле во есенско-зимски период, капките D-витамин нема да се прекинат се до крајот на април или мај. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прашање до вашата гостинка. Значи, моето бебе има 3,5 месеци, меѓутоа главчето воопшто не го држи само. Постојано го завлекува и покрај сите вежби што ги правиме, лежи на стомаче, навалено е, оно се уште го завлекува главчето. Сега прашањето ми е дали да ги зголемам D3 капките или што да превземам. А до сега сте биле ли на преглед? Да, бевме на преглед и значи во моментов рекоа само да се прават вежби, бевме и на ортопед. Исто вежбите ги правиме постојано, веќе 1 месец, ама главчето се уште го завлекува. Детето е на време родено? Да, спонтано, природно родено, 4,300 е родено. Супер. А на стомак кога ќе го ставите, ја дига главичката од подлога? Да, ја дига главата, меѓутоа многу брзо станува нервозна. И постојано плаче и кога го држам исправено, само да ги држи, значи во коса положба, одма е нервозно и плаче. Значи дали можно е да е нешто шинато или не знам што да превземам понатака. На ортопед имаме закажано во вторник. Така. Мислам дека немате причина да нешто посебно бидете загрижени. Моторниот развој кај децата е многу исто така индивидуален и тие граници кога треба нешто да се случи се доста широки. Значи главчето, вашето дете го дига од подлога, го задржува, меѓутоа можеби се уморува и брзо му клапнува и ние на 3 месеци не очекуваме дека детето скроз кога ќе го ставиме дека главата цврсто право ќе му стои. Нормално е ќе постои главата одреден период, ќе се замори, ќе му клапне на едната страна. Значи тој е уште некој преоден период, дури и кај деца и до 6 и 7 месеци, главата не секогаш е постојано во исправена позиција. Туку кога ќе се олабави, кога ќе се релаксира, ќе се ја навали на едната страна, на едната или на другата која што му е позгодна. Например, исто и за седењето. Не значи дека седењето точно доаѓа после 6-тиот месец, меѓутоа не значи дека сите деца на 6 месеци седат стабилно, напротив, и тоа е процес, значи седнувањето почнува на 6-ти месец. Детето ќе се дигне до седната позиција, меѓутоа е нестабилно, паѓа на една на друга, се претклонува напред и му треба уште можеби месец, 2, 3 додека стане, ја извежба едноставно мускулатурата и созрее моторно за да дојде во одредена ситуација. Исто важи и за држањето на главата. Ајде сега да се задржиме на формата на главчето. Точно ли е дека се почесто има бебиња со асиметрична форма, односно со сплескано главче од задната страна, поради препораката на педиатрите, тие да спијат на грб постојано? Како да кажам, како со тек на времето и ние станавме многу построги во критериумите за преглед. Значи се нотираат и помали одстапувања.
Родителите сега знаат повеќе, интернетот е достапен на сите, се чита, се прашува и така натаму, така да и нашите критериуми, да кажам, во прегледот се подигна. За некои работи кои што порано така бегло би ги поминали, значи знаеме дека ќе биде во ред, не сме ги ни кажувале. Меѓутоа еве, значи сега се обрнува внимание на се. И главчето, значи, сплескано може да биде ако не дека порано немало, напротив, и порано имало многу деца со сплескани глави, и тоа заради тоа што децата спиеле во дрвени колепки. И дрвената ставале нели нешто од оздола, некаква подлога, да кажам мека, меѓутоа децата во колепката и замотани како што биле, значи баш спиеле така рамно со главчето, баш на плеки и главчето, и многу често се сретнувало сплескано главче во задниот дел. Значи сега педиатрите препорачуваат исто да се спие на грбче, меѓутоа не секој дете исто така ќе се намести баш право, главчето се дозволува да биде завртено на една или на друга страна, и самото дете кога ќе се изрелаксира во сонот, главчето спонтано ќе падне на едната или на другата страна. Така да, но ако да кажам, во стомакот или често е ставано во таа позиција и постојано е во таа позиција, значи главчето ќе се сплеска. Истото важи ако спие постојано на едната страна. Многу често, например, некое дете во последните месеци од бременоста е наместено на едната страна и мајката сама го чувствува тоа, и после породувањето повторно продолжува на истата страна, а и така е наместено, например, тоа се врти кон гласот на мајката, кон светло, кон прозор, да кажеме, и продолжува со тој тренд на едно спиење на една страна, значи треба да обрнеме внимание дека потребно е позицијата да се менува. Кога се менува позицијата, даваме простор на сплесканата страна, таа да се испакне и убаво да се оформи. Так, се користат ли специјални перничиња? Се користат. Значи има перничиња кои што се баш наменети, да кажеме, да спие детето така на грбче и главчето да биде во спиењето баш на теме, да биде во исправена позиција, како мало вдлабнување има и детето е баш центрирано. Исто така има едни триаголничиња кои што се става, значи кога детето се става во бочна позиција, па едното триаголниче доаѓа од страната на мишето, а едното триаголниче од страна на грбчето. Со цел да биде детето во бочна позиција и да не се преврти на стомак. Затоа што се препорачува до 3-тиот месец детето да не спие на стомак, посебно во текот на ноќта. Во текот на денот се дозволува под надзор да биде свртено на стомаче, но во текот на ноќта се смета дека се уште можеби рефлексите не се доволно живи, за да ако се нурне со главата во перниче или во нешто, дека можеби ќе се заплетка или нема да ја извади главичката и така, заради тоа е таа препорака. За колку време се очекува да се реши овој проблем? Проблемот не се решава за една недела. На коските им треба малку подолг период да се вратат во првобитната позиција или во саканата наша позиција што ја очекуваме. Им треба неколку месеци. Најмногу се постигнува во првите 3 месеци, затоа што се коските најмеки уште тогаш, детето е мало и обично како ќе го наместиме така и ќе остане, уште не е толку многу моторно активно и затоа корекцијата најдобро се постигнува во првите неколку месеци. И понатаму се постигнува корекција, меѓутоа тоа оди малку побавно. Родителите се загрижени дали сплесканото главче може да остави последици врз мозочето? Начелно не. Начелно не, тоа е повеќе како естетски, да кажам, проблем. Со таа последици на мозочето, тоа е кај некои синдроми кои што се многу ретки, кај што имаме деформитет, да кажам, на главата или кај што има прерано сраснување на фонтанелите, значи тоа се синдроми кои што се доста ретки и кои што одат во склоп на некои генерализирани системски состојби. Така. Доколку главчето на бебето е сплеснато од едната страна и сега родителите добиваат препорака тоа да спие на другата страна, се случува ли да одат тие во крајност, па потоа на преглед да дојдете со проблем од другата страна, од едната решена? Некогаш се случило, значи во желбата да се исправи, да направат тие се најдобро, да биде исклучиво детето на другата страна, па потоа да дојдат со убаво формирана глава од другата страна што била сплескана,
а оваа кај што спиело да се сплесне сега дополнително. Значи, препораката е да се менува позицијата, малку почесто на страната кај што е испакната, така, за да ја оставиме слободна зарамнетиот дел од главата, меѓутоа не исклучиво на таа страна. Пример, 2-3 пати на едната страна, па еднаш на оваа што е сплескана, 2-3 пати ваму, па така некаква комбинација, да кажам, да се направи. Инаку, еве ќе напоменам, на запад веќе отидени се толку далеку, што кога има неправилна форма на главчето или многу е сплескано, тие имаат и посебни пластични како кациги, да, шлемови, кои што први се прави со еден софтвер, компјутерски се снима кој агол како треба и така се дизајнира кацигичето да го притиска малку тој дел кој што е испакнат, за да се даде простор на овој сплесканиот дел да се оформи. Не знам дали има потреба до таму да се оди. Се решава проблемот и на ваков едноставен начин. Да. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина интересна тема, одлични одговори. Гледачите се сигурно задоволни. Ви благодарам. Ќе се видиме повторно. Тука го заокружуваме денешното издание. Имајте убав викенд, а потоа гледајте Ненормално секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.